председателе, почитуван колега Талевски, зошто интерпелација за Панче? Затоа што испоапси и наши, и ваши, затоа што се апсине селективно? Затоа ли? Според ова, вие застанувате во одбрана на криминалците и на убиците. Па би ме прашал дали сте на страна на родителите, како што велите, или сте на страна на криминалот. Мене се ми се чини дека сте за тоа второто. Панче Тошковски, кога го знам одамна и баш знам за каков човек се работи, принципиелен, родоволјуб, кој цврсто се држи до материјално-правните професии, веднаш по информациите за трагичниот настан во Кочани, спроведе внатрешна контрола во кој што суспендираше неколку лица и во координација со јавниот обвинител нареди непристрасна и темелна истрага. Уапси, по налог на обвинителството, актуелен министер, актуелен директор, актуелен градоначалник. Се апсат после 20 години криминалните функционери на ДУИ. Зошто интерпелација за Панче Тошковски? За да не ли фали кешот на Артан Груби. Треба да се засрамите што од пепелта на изгорените души во Кочани правите политички поени. Јас не можам да разберам. Имате и вие деца, синови, ќерки, мајкисти и татковци, некои во иднина ќе бидеме, имате ли малку чувство? Во секоја нормална држава, кога не дај Боже ќе се случи ваква трагедија од овие размери како што ни се случи нас, политичарите и народот застануваат заедно и носат правда. Само кај нас, мала група на издвоени представници на народот, кои што го бранат криминалот, застануваат во заштита на криминалот. Интерпелација за Панче во овие моменти е ништо повеќе од заштита на криминалот и убиците. И тоа ќе остане запишано. Јас знам дека не ви одговара што се апси неселективно. Се плашат само оние кои што народски кажано си ја имаат мувата на капата. Како човек, давам целосна подршка за работата на министерот Тошковски, кој со последниот татум се бори да го разреши и овој, а и случаите кои што вие ги споменавте. Има од што да се плашите, затоа што во Република Македонија конечно доаѓа правда. Градиме систем на вредности и правда, систем во кој нема да има неказнивост и систем во кој законот ќе важи подеднакво за сите. Народот во Македонија дава подршка, освен вие како мала група кои што стравувате за вашите финансирања и соочување со правдата. Наместо обвинување и поделби, треба да се обединиме сите, политичари, институции и граѓани, за да изградиме посилен безбедносен систем и да донесеме здрава иднина за нашиот народ. Трагедиите мора да не научат на одговорност, солидарност и обединетост, а не да не поделат уште повеќе. На родителите на починатите дечиња на Македонија и требаме сплотени во овие моменти. Благодарам.